Скопје за урбаните вести. Добро дојдовте. Скопје денеска слави 74 години слобода. Со низа манифестации, крводарителска акција и доделување на награди се одбележува 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје. Повеќе за ова веднаш по генералната најава. Останете со нас. Одбележан 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје. Отворен есенски базар во Бутел. Дали еколошки налепници ќе се лепат и на автобусите? Граѓаните од Ѓорче Петров се револтирани поради нереализираниот проект за изградба на канализација. Со низа културни и хуманитарни манифестации, денеска градот го одбележува 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје. Скопје годинава одбележува 74 години од неговото ослободување од фашистичките окупатори. Со низа свечености денеска беше одбележана 74 годишнината од ослободувањето на Скопје. Прво градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов оствари средба со членовите на градскиот одбор на Сојузот на борците на НОВ. На средбата борците споделуваа спомени од ослободувањето на Скопје, а градоначалникот Шилегов изрази длабока почит и благодарност спрема нив. Вие сте дел од луѓето кои што ние имат оставено таа оставштина, за која што ние мораме да се грижиме понатаму, баш заради тоа што веројатно во некои други времења ние ќе бидеме од оваа страна, некои други луѓе ќе бидат од оваа страна. Таков е животот, меѓутоа она што мора да се грижиме е да сето тоа биде пренесувано од колено на колено. Македонија е таква каква што е историски. Секогаш била место каде што се сретнувале различни интереси на големи сили и веројатно заради тоа сме останале така последни во историјата да ја формираме државата на Балканот. Сме разменувале, бидејќи се имаме среќавано и се среќаваме бајаги искуства, ги знаеме, да речам, скоро сите движења по кои што сте доаѓале во Скопје тој ден. Ние годинава и традиционално направивме, ќе се обидеме тоа биде традиционално една бесплатна туристичка тура на движењето на бригадите кои што учествувале во ослободувањето за Скопје, затоа што барем символично да се обидеме да луѓето имаат впечаток како дошло до ослободување на Скопје, иако географијата на градот тогашна и сегашна е сериозно. Партизанските единици што биле вклучени во ослободувањето на Скопје речиси цел ден марширале кон Скопје, одејќи пеш речиси 30 на километри. Една од бригадите за околу 2000 лица ја покривала цела Скопска Црнагора. Кога пристигнале во Скопје веќе се воделе жестоки битки. 12-та бригада се борела за ослободување на десниот брег на Вардар, како и за сите поголеми објекти: хотелот Македонија, Народна банка, училиштето Гоце Делчев, офицерскиот дом, Радио Скопје. Една од поголемите битки што се водела тогаш била и онаа кај старата железничка станица, а германците биле присилени да се предадат. Големи битки се водели и на Водно и на Матка, а можеби една од најпогубните била онаа каде што сега се наоѓа кафеаната Идадија, во Дебар Маало. Завршната битка била за учителската школа, кога биле заробени 70 германци. Во еуфорија на ослободено Скопје, жените излегувале на улиците и ги пресретнувале борците со цвеќиња и по стариот обичај со леб и сол, а потоа следувала и општата веселба на плоштадот, по кој парадирале партизаните. Дури 400 борци учествувале во ослободувањето на градот, а голем дел од нив биле и жени. По повод одбележувањето на празникот, делегација на град Скопје, предводена од градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и председателката на Советот на град Скопје, положија свежо цвеќе пред споменикот на ослободителите на градот Скопје на партизанските гробишта Бутел и пред споменикот на генерал Михајло Апостолски на градските гробишта Бутел.
Црвениот крст на град Скопје со поддршка на општинската организација на Црвен крст Карпош по повод 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, денеска организираше крводарителна акција. Црвениот крст на град Скопје со поддршка на општинската организација на Црвен крст Карпош по повод 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, денеска организираше крводарителска акција. Крводарителската акција е веќе традиционална и препознатлива помеѓу редовните дарители на крв, така што предизвика голем интерес кај хуманите граѓани, кои дојдоа во домот на хуманитарни организации Даре Джамбас да даруваат крв. Александра Валкановска од Црвен крст на град Скопје потенцира дека покрај ова, Црвениот крст организира и многу други редовни крводарителски акции во текот на целата година. Ова е традиционална крводарителска акција која што Црвениот крст на град Скопје со поддршка на општинската организација на Црвен крст Карпош ја организира секоја година, значи стално зборедне за една традиција која што веќе години наред ја негуваме во однос на одбележувањето на 13 ноември, денот на градот Скопје, како што видиме. И ова е едно навистина препознатливо обележје веќе за нашиот град, што значи дека крводарителите веќе ја препознаваат крводарителската акција, доаѓаат, даруваат крв, така што веќе некаде имаме околу 30 до 40 дарители. Меѓутоа акцијата трае во текот на речиси целиот ден, значи од 9 до 17 часот, така што очекуваме дека и во попладневните часови секогаш ќе имаме интерес, односно бројот на дарители ќе биде голем. Валкановски исто така ги охрабрува и новите крводарители да им се придружат на веќе редовните со голем број дарувања зад нив. Има различни генерации, помлади, повозрастни крводарители, се средуваме и на првократните дарители, меѓутоа ги охрабруваме и оние кои што и досега дарувале крв, да дојдат да не посетат, да даруваат крв тука во просториите на домот на хуманитарните организација Даре Джамбас, во дневниот центар за дарување крв. Сепак е тоа еден придонес како општествена одговорност кон самиот ден и кон самата заедница. Од Црвениот крст велат дека со крводарителните акции се задоволува бројот на потребните крвни единици, но апелираат постојано и несебично да се дарува оваа најскапоцена течност. Во чест на ослободувањето на град Скопје, во Детскиот културен центар се одржа традиционалната манифестација Го градам, мојот град 2018, која е посветена на предучилишните установи. Целта на манифестацијата е да ги истакне детските творечки способности, како и детската креативност. Во Детскиот културен центар Карпош и оваа година се одржа традиционалната манифестација посветена на предучилишните установи, а во чест на градот Скопје, Го градам, мојот град 2018. Оваа манифестација има за цел да ги истакне детските творечки способности, детската креативност, а воедно и поопширно да ги запознае децата со денот 13 ноември и неговото значење за градот во кој живеат. На манифестацијата учествуваат деца од 20 градинки од Скопје. Секоја градинка ја представуваше екипа од 5 деца, а објектот кој беше изграден е по нивен избор, како и градежниот материјал, како коцки, цртежи, природни материјали, како лисија, дрвца и слично. Тоа е манифестација која има за цел да ги развие креативните и творечки способности на нашите најмали и најмили, децата од предучилишните установи. Горди сме што оваа година имаше голем одзив на оваа наша манифестација, каде што децата заедно со своите воспитувачи дојдоа во нашата институција и го градеа својот град. Употребија, како што гледате, најразлични материјали, од природни материјали, дрвца, стапчиња, кокос, каменчиња, лисја и други материјали, градежни, како што тие ги нарекуваат, тоа се дрвени пластични коцки. Среќни сме и задоволни од нивните дела, кои што ги направија, од нивните уметнички дела и се надеваме дека оваа манифестација традиционално ќе си продолжи да се реализира и во наредните години. Градинките чии што дечиња се учесници на оваа традиционална манифестација добија и символични подароци во чест на благодарност за соработката од Детскиот културен центар Карпош. 20 ракотворци од Македонија, Србија, Турција, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово. Денеска и утре се дел од второто издание на есенскиот базар во организација на општина Бутал.
Пред споменикот на Никола Јонко Вапцаров беше отворен вториот есенски базар 2018 во општина Бутел. Есенскиот базар се одржува втора година поред по повод 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, во организација на општина Бутел и Сдруженијето Артикрафт од Скопје, а ќе биде отворен денеска и утре од 10 до 18 часот. Пред споменикот и поетот на револуционерот Никола Јонко Вапцаров, градоначалникот Велимир Смилевски положи свежо цвеќе, а потоа ги поздрави учесниците и посетителите на есенскиот базар. Градоначалникот Смилевски истакна дека убаво е чувството кога се негува традицијата и кога им се оддава признание на вештите раце на ракотворците, кои изработуваат прекрасни ракотворби. Мислам дека ова е нешто добро што општината го организира за најнапред младите лица да видат што се работело во претходниот период и да научат нешто од она што како историја сме го имале. Со тоа ги поканувам сите граѓани на општина Бутел па и на град Скопје да дојдат да го посетат овој есенски базар, со тоа што работното време ќе биде значи од 10 до 18 часот денеска и утре. Повелете да видите се што се изработувало во Република Македонија. Сакавме нешто да направиме ново и подобро, затоа одлучивме, бидејќи ноември е месецот на тиквата, да граѓаните искусат вкусот на тиквата во една пита. Со тоа благодарам на сите пекари и ресторани кои што учествуваат во ова. Свеченото отворање беше збогатено со настапот на учениците од основното училиште Ацо Шопов и играорците од културно-уметничкото друштво Плетеница, како и со настапот на пеачката група на пензионерите од општина Бутел. На годинешниот есенски базар учествуваат повеќе од 20 ракотворци, како од Македонија, така и од Србија, Турција, Босна и Херцеговина, Албанија и од Косово. По најавите дека на автомобилите ќе се липат еколошки налипници. Прва скопска со информација дали такви налипници ќе се липат и на автобусите, кои во значителна мера придонесуваат за загадувањето на воздухот. Граѓаните забележуваат се почеста застапеност на старите автобуси низ скопските улици, а градоначалникот Чилигов тврди дека мора да биде така за да се задоволи возниот ред на ЈСП. Градот Скопје во повеќе наврати информираше дека се превземаат нови 27 мерки за намалување на аерозагадувањето, како субвенции за печки на пелети и за електрични тротинети и велосипеди, гасификација, субвенции за изградба на фасади. И покрај тоа, скопјани едве чекаат да дувне ветер, за да го расчисти воздухот во Скопје. Една од новините со која Македонија и македонската метропола ќе се борат против PM10 частичките е забраната за возење на автомобили кои загадуваат животната средина. Со цел полесно препознавање на ваквите автомобили, истите ќе треба да поминат задолжителен технички преглед, пошто ќе добијат еколошка налипница во боја, во зависност од карактеристиките на автомобилот. Ова е мерка која ја подели јавноста. Дел од граѓаните ја поздравуваат, други пак велат дека најзасегнати од неа ќе бидат ниската и средната класа во Македонија. Сепак, не само автомобилите, и автобусите се загадувачи. Дали и на нив ќе им се лепат вакви налипници, го прашавме првиот човек на град Скопје, Петре Шилегов, кој вели дека според неговите очекувања, возниот парк на ЈСП Скопје многу наскоро ќе биде обновен со автобуси кои ги задоволуваат еколошките стандарди. За жал, кога биле набавувани кинеските автобуси, а и што не се квалитетни, не било обезбеден нити нивниот сервис, нити резервните делови, така што во моментот во јавното сообраќајно предпријатие се поправаат оноку колку што може за да се спречат дефектите, меѓутоа баш заради немањето или необезбедувањето на резервни делови имаме потешкоти со тоа одржување, така што во дадени моменти кога интензитетот на густината на сообраќајот поголем во смисол на потреба од повеќе автобуси, само тогаш се пуштаат во употреба. Очекувам дека чим ќе ја завршиме поставката и ќе ги добиеме новите автобуси, таквата ситуација ќе ја нема. Деновиве многу често можеме низ градот да видиме стари автобуси на ЈСП Скопје, чии издувни гасови значително го загадуваат воздухот во градот. На нашето прашање, зошто овие автобуси се уште во функција, добивме одговор дека се користат како алтернатива кога ќе се расипат новите автобуси. Од старите автобуси, така наречените стари автобуси, се користат во оперативна употреба само 12. Значи,
дел од нив веќе и не се во употреба. Знаете дека градот е иницијатор на обновување и во теке постапка за обновување на возниот парк со еколошки прифатливи средства за јавен превоз, односно автобуси на газ. Ние ги повикавме и спремни сме и се уште како градоначалник сум спремен и на старите автобуси кои што во системот на јавен транспорт ги користат приватните превозници да ги субвенционираме во набавки, во трансформација на нивните автобуси од дизел на газ, а интензивно работиме и на евентуална можност за целосна промена на концептот на јавен превоз. Од мерките кои градот ги превзема против загадувањето на воздухот, наскоро според најавите од Шилегов, можеме да очекуваме и парк на кровот на градскиот трговски центар. Откако во јавноста беа пласирани информации за наводно поскапување на цената на билетите на ЈСП. Од предпријатието тврдат дека никакви корекции на цената не се предвидени за следниот период. Цената на билетите за сега останува непроменета. Откако во јавноста беа пласирани информации за наводно поскапување на цената на билетите на јавниот градски превоз, со реакција се јави и директорот на предпријатието Кристијан Чушков, кој децидно ги отфрла тврдењата дека возењето со автобус во Скопје ќе поскапе. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје нема да ги поскапи билетите за градски превоз, независно од порастот на цената на нафтените деривати. Пласираните информации во одредени медиуми дека поскапуваат билетите ги оценуваме како неосновани и паушални. Ниту смо побарале, ниту планираме да побараме корекција, односно зголемување на цената за користење на јавниот превоз, изјави директорот на ЈСП Скопје. Евентуалното поскапување на цената на билетот на ЈСП не само што ќе се одрази на и онака скромниот буџет на скопјани, туку и дополнително ќе го загади воздухот, бидејќи поголем дел од граѓаните кои поради исплатливост користат автобус, лесно ќе се приориентираат на автомобил, ако тоа значи дека потрошувачката е на исто ниво. Еколошките организации велат дека со зголемување на загадувањето на воздухот, граѓаните треба да се стимулираат да користат јавен превоз, а не да се одвраќаат со зголемување на цените. Граѓаните од населените места Волково, Кисела јаболка и Стопански двор се револтирани поради нереализираниот проект за изградба на канализационата мрежа во општина Ѓорче Петров. И покрај нивниот самопридонес во висина од 500 евра, изградбата на фекалната канализациона мрежа се гради веќе 12 години. И по 12 години откако започна проектот за изградба на канализациона мрежа во населените места Волково, Кисела јаболка и Стопански двор, жителите на овие населени места во општина Ѓорче Петров мака мачат со овој децениски проблем. Имено, иако самите со кофинансирање во висина од 500 евра учествуваат во изградбата на канализационата мрежа, не можат да добијат нормални услови за функционирање, достојно за модерното живење кое го налага 21 век. Инвестицијата која на почетокот беше процената на 1.400.000 евра, сега е подпомогната со 650.000 евра од Министерството за транспорт и врски. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски вели дека го разбира револтот на граѓаните и уверува дека во најбрз можен рок ќе финишира изградбата на канализационата мрежа. Не ми е жал што морам да констатирам дека тој проект не е наследен, меѓутоа се влече од 2006 година. Како што знаете, има и одлука за самопридонес која што ние не можеме да ја поништиме, каде граѓаните си плаќаат за близу 500 евра, единствено во Македонија, тоа не се случува нас. Меѓутоа ние морам да потенцирам дека добивме 650.000 евра дополнителни средства од страна на владата преку Министерството за транспорт ради добро спроведен проект во изминатата година со забрзано темпо. Планираме следната година да биде дефинитивно завршен проектот за фекална канализација во Волково со сите други населени места со една развојна компонента, бидејќи проектот се одолжува 12-13 години веќе. Новите населби, новите индивидуални домаќинства кои што ќе произлегуваат, ние веќе ставиме во програмата за следната година како предлог за да можеме да ја проектираме, за да им бидеме спремни на секого да му излеземе да има 21 век фекална канализација. Со заокружувањето на овој капитален проект, кој општина Ѓорче Петров го наследи од претходната власт, градоначалникот Наумовски смета дека општината ќе биде уште поубаво место за живење и инвестирање.
Зоолошката градина во Скопје го поднови својот возен парк со електричен еко-минибус, наменет за прошетки на посетителите во зимскиот период. Новиот екобус е со капацитет за 20 посетители. Зоолошката градина во Скопје го поднови својот возен парк со електричен еко-минибус, наменет за прошетки на посетителите во зимскиот период. Новиот екобус е со капацитет за 20 посетители, а со едно електрично полнење ќе поминува до 80 км. За сега ова е првото возило што го добива Зоолошката градина, благодарение на фирмата Брегал до од Делчево. Директорот на Зоолошката градина Ѓорги Галетановски и собствениците на Брегал склучија меморандум за донација и меѓусебна соработка. Зоолошката градина во Скопје ги следи еколошките стандарди и во иднина целиот возен парк ќе биде прифрлен на електричен погон, најавуваат од таму, со цел да се понудат повеќе интересни содржини во Зоолошката градина. Во соработка со учениците од средното училиште Ѓорги Димитров направена е шумска патека која ќе понуди интересни содржини за едукација на најмладите во поглед на сите инсекти, животни и растенија кои може да се сретнат во македонските шуми. Како што информира портпаролката на Зоолошката градина Тина Мицковска, наскоро се очекува зоолошката да ја збогатат и птици од видот фламинго. А таму поставени се и нови едукативни табли пред секое живеалиште, на кое посетителите може да ги прочитаат на интересните информации за секое животно. За посетителите поставени се и нови тоалети, како и просторија за пресоблекување бебиња. Денеска имавме сончево време со температура до 16 степени. Од утре ќе дува умерен, повремено засилен северен ветер, што ќе придонесе за расчистување на воздухот по котлините и ќе услови позначително паѓање на дневната температура. Температурата во Скопје ќе го достигне 17 степен, додека во четврток и петок ќе се искачи само до 12 степени, а во сабота нешто ќе биде и поладно со температура до 9 степени. Ова беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер. Довидување.